SoundCloud е сервис наменет за снимање и споделување аудиозаписи преку интернет. Со впишување на адресата soundcloud.com во вашиот интернет прелистувач, сервисот ќе ве поздрави со двата начина на кои можете да создадете корисничка сметка: да се поврзате преку вашиот профил на Facebook или да се регистрирате директно со избор на корисничко име и лозинка. Регистрацијата е неопходна за користење на придобивките кои ги нуди SoundCloud, како што се снимање и зачувување на снимениот файл директно на интернет, но за споделување и качување на претходно снимени звучни записи, корисничката сметка не е потребна. Поврзете се со Facebook или пак создадете нова корисничка сметка. Создавањето корисничка сметка е едноставно и SoundCloud за тоа ќе ви побара само имейл адреса и лозинка. Согласете се со условите за користење и политиката на приватност на SoundCloud и притиснете на копчето Sign Up. Вашата корисничка сметка е креирана и SoundCloud ве поздравува со вашиот профил, каде можете да го впишете вашето посакувано корисничко име или псевдоним, да додадете слика, како и да впишете некои од вашите генерали, како место на живење, вистинското име и така натаму. Секако, не сте обврзани да ги споделувате овие информации доколку не сакате, но тие неретко служат за ваша полесна идентификација од страна на вашите пријатели. Со кликнување на копчето Done ги зачувате вашите промени. SoundCloud на крајот ќе побара да го потврдите вашето зачленување преку кликнување на линкот испратен во порака на имейл адресата со која се регистриравте. Со кликнување на копчето Upload and Share, SoundCloud ќе ви понуди две можности од каде одбирате дали сакате да снимите нов запис, зашто треба да го кликнете копчето Reds, или да качите веќе постоечки аудиозапис преку кликнување на копчето Choose Files. Снимањето директно во SoundCloud користи флеш, кој од безбедносни причини ќе ве праша за одобрение апликацијата да го користи вашиот микрофон и камера. Откако ќе започнете со снимање, SoundCloud ви дава можности да го започнете одново или да застанете со снимање и да го качите вашиот запис. При тоа, треба да ги впишете подеталните информации како име на записот, кој може да биде и на кирилица, но во тој случај пожелно е да го промените линкот, понатаму тип запис, тагови за полесно пребарување и да ја одберете лиценцата за споделување. Под полето Settings најнапред одбирате дали вашиот запис ќе биде јавно достапен или ваш приватен. Потоа ги одбирате начините на интеракција на корисниците со вашиот аудиозапис, односно дали тој би можел да биде преземен или да се слуша единствено на SoundCloud. Исто така, вие одлучувате дали звучниот запис би можел да се вметне како плеер на некоја друга веб локација и со третата опција одредувате дали вашиот запис ќе може да се користи преку трети апликации како Tumblr, Flipboard и слично. Со опцијата Make it Personal, SoundCloud овозможува и да напишете краток текст, односно статус, кој ќе се користи за да го споделите записот и на вашиот профил на Facebook, Twitter или Tumblr. SoundCloud представува збир на повеќе записи под исто име, односно плейлиста, со цел да добиете поорганизиран изглед и да ви се овозможи полесна работа со сервисот. Одберете опцијата Create your first set од јазичето Sets, со што ќе ви се отвори нова страница, каде ги додавате вашите посакувани записи преку кликнување на копчето Add New Tracks. Полето Info служи за детален опис на вашиот сет, каде го впишувате посакуваното име, додавате слика и слично. Всушност, се работи за истиот принцип на работа како при снимање или качување на еден аудиозапис, со единствената разлика што овој пат се работи за сетови, односно плейлисти. За создавање нов сет, покрај прво креираниот, едноставно изберете опцијата Create a Set, која се наоѓа на десниот дел од екранот под јазичето Set. Снимениот или прикачениот запис можете да го вметнете на вашиот вебсайт или секаде каде што има поддршка за HTML код. Ова можете да го направите преку кликнување на копчето Share на сетот или записот, при што се отвара диалог прозорец каде што одбирате каде сакате да го споделите материјалот, например на Facebook, Twitter, преку имейл и така натаму. Исто така можете да го копирате линкот или да го копирате HTML кодот за вашиот плеер кој го пушта одбраниот аудиозапис и да го прикачите онаму каде што имате потреба. Со кликнување на копчето Edit your widget се отвора нов прозорец кој ви овозможува да го измените плеерот кој сакате да го вградите, како и да го одберете форматот HTML5 кој го поддржуваат сите модерни прелистувачи,
Flash за кој е потребен соодветен плагин, додека Mini Artwork типовите се заклучени за бесплатниот основен профил на SoundCloud, односно за нив морате да набавите најмалку лајт сметка која чини 29 евра годишно. Кога го уредувате изгледот на вашиот плеер, важно е да се напомене дека нема копче за зачувување на измените, туку тие се одвиваат истовремено, односно како што ги вршите промените, така тие се зачувуваат. Кога сметате дека вашиот плеер е подготвен, едноставно копирајте го и залепете го кодот под полето Copy and Paste the widget code to your website на вашата посакувана дестинација. Потполно истата постапка е за вградување на сет, со единствената разлика што на сајтот каде што вметнувате ќе се појави плеер со листа од аудиозаписи. Функцијата Dropbox на SoundCloud е корисна алатка која овозможува споделување звучни записи директно на профилот на друг корисник. Ова е бесплатна опција и можете да ја користите од вашата профил страница на SoundCloud или да вметнете виджет на вашиот личен вебсайт. Корисниците кои сакаат да пристапат до таа функција на вашиот профил, можат тоа да го направат преку додавање на _Dropbox во нивните прелистувачи на линкот до вашиот профил, например www.soundcloud.com корисничко име _Dropbox. SoundCloud е исто така достапен и како апликација за Android и iPhone, која можете да преземете преку Google Play Store на Android, односно App Store на вашиот iPhone.